Јас ќе продолжам таму Бојанка што застана. Да тоа е всушност зашто ние денес се бориме за да вие имате подобро утре. Ама ќе се вратам 32 години назад, а тоа е практично кога јас бев на ваши години. Пред 32 години ние имавме држава возрастна еден ден. Или фигуративно кажано еден ден, меѓутоа во првата година од своето постоење имаше буџет еднаков на нула, имаше државни резерви еднакви на нула и имаше институции кои практично беа наследени, некои полуинституции од југословенскиот систем и се мораше да се гради од нула. И таа држава имаше прва цел да влезе во Обединетите нации. Тие популисти што сега ги гледате на билбордите што ги спомна Бојан Маричич, истите тие 2 години ја кочаа државата да не влезе во Обединетите нации. Ние независност обезбедивме во 91 година, а во Обединетите нации влеговме 93 година. Во април месец. Тоа е затоа што не можеа да донесат одлука со цел да решиме отворено прашање кое што имавме со соседна држава. И потоа во наредните 27 години немаше повторно политичари кои што имаа храброст тоа прашање да го решат. Благодарение на храброста се прават исчекори. Знаете како, вие во животот ќе учествувате во многу процеси на носење на одлуки, меѓутоа секогаш треба да има човек кој ја носи одлуката. Бидејќи едно е да учествувате во процес на носење одлука, а друго е да донесете одлука. За да учествувате во процес на носење на одлука, ви треба аналитички способности, ви треба знаење, ви треба одредени вештини и таму вие правите анализи. Меѓутоа, на крајот на денот треба да се донесе одлука. И таа прва одлука ја донесе Киро Глигоров, кој што е првиот член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Па потоа станавме земја кандидат за членство во Европската унија, и ако ги погледнете сликите, на тие слики ќе го видите бившиот председател на СДСМ Владо Бучковски. И потоа имавме еден период на изгубени 11 години во државата, чиј што резултат можете да го видите токму овде на плоштадот во Скопје. 2005 година ние со Хрватска добивме кандидатски статус и Хрватска го правеше тоа што требаше да го прави, а ние го правевме токму спротивното. Хрватска стана земја членка на Европска унија, воведе евро, стана дел од Шенген, а ние 11 години не убедуваше власта, истите овие што висат сега на билборди, популистиве, не убедуваа дека сме биле антички македонци. Значи, ако некој бил инспиратор на таа антиквизација во Македонија, тогаш инспиратори на таа антиквизација биле ВМРО ДПМН, тогашниот премиер Груевски, потоа тогашниот председател Ѓорѓе Иванов и неговата најдобра другарка Гордана Силјановска-Давкова. Тоа се луѓето кои што беа инспиратори на 11 годишното уназадување на Македонија во делот на евроатлантските интеграции. Нивниот пат беше неминовен, бидејќи тие изградија недемократски систем. Тие изградија еден систем во кој што медиумите беа платени за да прават вести како што им одговараат. Изградија систем во кој институциите функционираа во корист на партијата. Изградија систем во кој што никој не можеше да го каже слободно своето мислење. Вашите колеги студенти во тоа време беа тепани токму на овој плоштад тука. Беа тепани по библиотеки. Вашите пријатели кои што имаат припадност кон одредени организации и своји други определености во животот,
и кои што сакаа тие своји афинитети да ги искажат, исто така беа тепани на овој плоштад. И тепањето на тој плоштад им беше организирано од Никола Груевски, неговиот советник Христијан Мицковски, нивната кандидатка за председател и инспиратор на таа антиквизација Гордана Силјановска Давкова и тогашниот председател на државата Ѓорѓе Иванов. Тоа се четворицата луѓе кои што практично го направија тоа и сега го нудат истото. 2016 година се случи промена на власта. Таа донесе многу промени. Прво донесе демократија, донесе слобода на медиуми, донесе слобода на изразување, што е најважно во едно демократско општество. И донесе економски напредок. Ние денес имаме 50% помала незапосленост отколку тоа што беше во 2016, од 25 на 12%. Минималната плата од 8.000 денес е 22.500 денари. Просечната плата е 650 евра од 350 евра. Значи сите бројки се или дуплирани или се триплирани. Младинската невработеност е намалена за 50%. Еразмус програмите кои што ги спомна Бојан веќе достигнаа 30.000 студенти кои што ги користат. Воведовме мерки кои што не постоеа до тогаш. Например, студентски оброк не постоеше. И не можеше да постои, затоа што парите тие ги трошеа на стиропор, на споменици, на жални врби во Вардар. Денес секој студент добива 140 денари дневно за студентски оброк, тоа се месечно 50 евра. И тоа е студентски оброк кој што ние сме го вовеле. Потоа најразлични додатоци за млади, финансиска поддршка за отворање на своји компании и низа на други мерки кои што им помагаат на младите да напредуваат во својата лична и во професионална кариера. Кога ќе го погледнете манифестот, тој е еден прекрасен документ затоа што го направиле млади луѓе. Тие кои што сакаат да ја креираат својата иднина и кои што сакаат да ја креираат иднината на една европска држава. И во неја се содржани основите на се она што и ние постарите го сакаме и кои што сакаме да ви помогнеме тоа да го направите. Ние обезбедивме во тие 7 години владење со државата исто така членство во НАТО. Вие гледате колку е значајно да една држава биде дел од НАТО со оглед на војните кои што се водат, меѓутоа и со оглед на тоа што во стабилна држава доаѓаат странски инвестиции. Ние имаме сега дупло повеќе странски инвестиции, затоа има и толку многу работни места. Денес младите имаат многу повеќе можности за вработување од тоа што имаа пред 32 години. Пред 32 години во Македонија незапосленоста се искачуваше до фамозни 45%, а ние во новата програма предвидуваме невработеноста да биде 7%. Ние во новата програма предвидуваме просечната плата да биде 1100 евра, минималната плата 600 евра. Пензиите да бидат 20.000 денари минимална, 30.000 денари да биде просечната пензија. Во овие 7 години сработевме една многу важна работа, а тоа е што потпишавме договор за реновирање на сите студентски домови во државата. 25 милиони евра договор е веќе потпишан. Требаше да биде и порано, меѓутоа не беа решени имотно-правните односи за ниту еден објект. И работевме напорно со сите институции тоа да се направи. Пред крајот на мојот мандат договорите се потпишаа и веќе се работи на нивно проектирање и комплетно енергетско и друго реновирање, иако веќе во меѓувреме 3 блока на Гоце Делчев се реновирани. Она што го направивме во делот на можностите за младите е прво неколкократно зголемување и изравнување на висината на стипендиите кои што студентите ги добиваат. Ако порано стипендиите беа 2000 денари, 3000 денари, сега нема стипендија која што е пониска од 6050 денари. За дефицитарните студии, како што се земјоделство, технички науки и така натаму, и ги додадовме и студиите по македонска книжевност, историја, бидејќи ги сметаме како суштински. Тука стипендиите за постдипломските студии се движат веќе и до 18.000 денари. И така се инвестира во младина. Со 100 милиони евра ги поддржавме домашните компании, што значеше повторно нови работни места, 5000 работни места така се отворија. Во тие работни места работат млади луѓе.
Сега предвидуваме 180 милиони евра финансиска поддршка. Повторно предвидуваме во фондот за иновации да можат младите своите идеи да ги реализираат и да формираат своји компании. И исто така голем број на мерки кои се однесуваат на субвенционирање на отпочнување на бизнис кај младите со повисоки суми. 8.000 евра да биде субвенција која што ја добиваат за отпочнување на бизнис. Кај земјоделците тоа да биде 10.000 евра за отворање на мали винари и така натаму, што ќе креира голем број на можности за младите. Се направи и грешки нормално во овие 7 години, и тие грешки јас ги признавам. Ако некој е виновен, тогаш јас можам да бидам единствен виновен овде, бидејќи јас бев претседател на владата, друг не беше претседател на влада, барем од тие што сме тука. Но една работа направивме апсолутно исправно, а тоа е јасно го трасиравме патот на европските интеграции на државата. Ние донесовме тешка одлука, Бојан и јас преговаравме деноноќно и со Бугарија, и со Франција, и со Германија, ни помагаше други стратешки партнери, други држави во Европската унија. И со една јасна преговарачка рамка ги отпочнавме преговорите со Европската унија. И повторно истите кочничари се појавија. Тоа е истата кандидатка за претседател од страна на ВМРО ДПМН, истите луѓе од ВМРО ДПМН, кои што беа трет ешалон на Никола Груевски, сега се прв ешалон на ВМРО ДПМН. И тие луѓе го закочија на одредено време тој процес. Бидејќи тоа е процес кој не може да застане. Северна Македонија ќе стане земја членка на Европската унија. И таа ќе стане земја членка на Европската унија не само заради членство, туку заради обезбедување на повисок животен стандард, заради обезбедување на подобро здравство, подобро образование, повисоки плати, подобри работни места, подобри услуги кои што ги сакаат и младите, меѓутоа и сите други граѓани. И тоа ќе се случи по победата на изборите, прво на претседателскиот кандидат Стево Пендаровски, кој што е еден исклучително интегритетен, чесен, напреден политичар кој ги почитува сите подеднакво, и со победата на коалицијата за европска иднина предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На тој начин ќе формираме проевропска влада која прво ќе се зафати со решавање на клучните прашања, и тука ја нема да избегнам од одговор на прашањето на владењето на правото. Да имаме најјасна програма во делот на владењето на правото со 41 мерка кои што се наведени во програмата и со чие спроведување значително ќе се зголеми интегритетот на правосудниот систем и неговата независност, како и спроведување на низа други мерки на економски, образовен, здравствен и така натаму план. На крајот сакам да упатнам една порака од овде. Ги видов дискусиите кои денес се водеа во однос на квалификации кои што биле давани во текот на вчерашниот ден на митинзите кои што се одржуваат помеѓу политичките партии. Сакам многу јасно да го осудам секој говор на омраза кој што е искажан кон било кој политичар или било кое лице во државата, особено кон жена. И сакам да упатам порака тоа веќе да не се случува. За навредите кои што ги има упатено кон мене, претседателскиот кандидат на ВМРО ДПМН, нема да прокоментирам ништо, освен што ќе кажам дека и е извинето од моја страна. Така да ви благодарам што ме сослушавте. Бидите гласни и како млади никогаш немојте да се откажувате од иднината. Ви благодарам.